воздржувањето од храната сега во постот, тоа е толку здраво за телото, кој што во една прилика еден свет човек му се обраќа на некој исто верник, мислам верник според верата, сите сме на некој начин верници, меѓутоа да не речам кој што не се воздржувал од постот и му вели ако не водиш сметка за душата, бидејќи нели постот ни помага за духовно издигнување, значи ако се воздржуваме од една чаша јогурт 7 недели или од известно масло и слично, тогаш треба јас да се научам за да не бидам избувлив, да се клонам за оној духовниот пост, значи да опростувам, да бидам милосрден и така тоа взаемно оди тој пост. И овој свет човек му вели ако не води сметка за душата, дај барем за телото води, затоа што знаете телото и душата се заедно, кој што се огледуваат едно врз другото, кој што едното не може, ако е валкано, ја прави и душата. Така да паралелно треба да бидеме свесни, сериозни во самиот живот што ни е даден од Бога, да овој привремен живот да го изодиме онака православно како што во свое време тоа го правеле нашите татковци, особено дедовци и прадедовци. Значи Великден сите куќи по селата биле помалечки и така уредено изчистени, па Лазара ќе дојди па го чекаш Великден, а црквата најсредена, најголема во селото, значи за да ги собери верниците. Тоа го гледам и до денеска е така и тоа е многу битно, значи црквата да ја имаме за своја мајка, затоа што не можеме да го имаме Бога за татко ако не ја имаме самата црква за своја мајка, која што се грижи за сите нас, меѓутоа со слободна волја сме и секој се избира оној пат, дали широкиот пат кој што води во пропаст или пак оној потесниот пат, али што води до целта, до самиот Христос.